И поздрав на сите шеќерчиња, доравте назад на каналот на Благадуша. Пред се, гледате малку поинаков агол, тоест друг агол. Поради причина што грин скринот кој ми стоеше на зидот од таа страна, го извадив и сега малку зидот ми е пак како решетен од куршуми. Поради шајките што стоја. И сега јас ако ви го свртам тој агол, прво нешто што ќе помислите... Благадуша, ти имаш муви во собата. Не, немам. Од шајките. И нормално вие нема да ми верувате. И јас ќе се избрукам. А не дека мене ми е гајле, ама јеби га. Еј, не све свесни колку буквално сум срастен во косата. Донирајте, немам пари да се истрижам. Толку ми е срастена косата така да не ја покажувам без капа веќе некое време. Но нема да се стрижам уште некое време, ете така сум решен, сакам малку да испуштам поголема коса, иако ми е салам збувната. Ќе ја збувнам уште малку, па ќе ја подскртам, па ќе обликувам и така на така. Знам дека ви беше многу гајле за ова. А јас да не должам многу и да не јадам лања тука во Воведов. Што снимаме денес? Денес снимаме еден скеч во облик на старите скечеви кои ги имавме 5 врсти или 5 работи. А денес снимаме 5 врсти на Инстаграм корисници или 5 врсти на инстаграмџи или не знам како сакате наречете го. Битно сваќате за што зборувам. Бидејќи колку повеќе јадам гомна, толку повеќе нема да знам да го објаснам тоа. Е сега го наместив фокусот овде кај што сум и морам малку вака да идам на оваа страна од аголот и бидејќи се не можам да преместувам фокус да преклавам да се снима. А нормално, пред да го почнеме видеото за вие да видите каков јас Инстаграм корисник сум или каков инстаграмџија сум, а сум, не велам дека не сум. Тука долу заследете ме на Инстаграм сите со мали Стефан Благадуса. Исто така скоро почнав со видео на TikTok кој буквално видов дека има многу поддршки, има многу прегледи и слични работи, така да заследете ми на TikTok. Како? Стефан Благадуса. Кој ми е лајкне последната слика на Инстаграм, 30 години среќа ќе го прати. Не лажам, значи кога викам стварно не лажам. Гарантирам дека 30 години среќа ќе фати, тој што нема женска одма ќе си фати женска или дечко. А вие пред сега да почнете да го гледате ова понатаму, тука застанете, одете лајкнете го видеото, сабскрибнете се на каналот и не заборавајте да приклучите звончето за да ви стигаат нотификации. Е сега, прва врста на инстаграмџи или на инстаграм корисник која ќе ви ја спомениме е таа која сум сигурен дека сите некогаш кога тогаш сите вие што гледате видеото сме биле дел од оваа врста. Можеби не сега, но некогаш све или сме биле. А таа врста вие оние корисници кои прават follow и unfollow. Чекај сега овој ќе го заследам. Мора сите ќе ги заследам вака сурет. Ајде вака сурет, неки магиката нивна инстаграмчиска, значи 200 можеш во еден сат максимум, ахле. Ајде по еден сат пак. 1 hour later. Сега да видиме, овој ме следи, не го одследувам, овој не ме следи, unfollow. Мора сите unfollow, нека ми стоти мене како бројка сам. Ве дрнав, ве поебав. Unfollow на сите. Чеке мори чупе, мислиш дека нема да видат дека си ги анфолоунала? Денеска постојат толку многу апликации кај што ќе видат дека си ги анфолоунала. Дори тогаш ќе те дрнат и раздрнат. Ајде сега да видам сите коментирајте вие да видиме дали ви има колку ви има оние што некогаш буквално барем еднаш во животот све правеле follow и unfollow за фоловерси. Еве ја ќе признам, јас сум правел некогаш стварно. Така да коментирајте да видам колку ви има такви што барем еднаш во животот све правеле, а сигурен сум дека ви има follow unfollow. Втората врста ви се оние кои буквално инстаграмот му е преплавен со реклами и со смешни работи и со други гумна и срања. Види ова на видео гула се соблече. Леле, овој братно гудре погласот ават. Колку си ја изследам, мора да изследам. Види ова на мажот Морков газ му го закача, леле. Нема вакви работи кај на село. Ќе ми пикне жената ми вака Морков вду. Кој ќе земам со вила на вчело ќе кажу го. Леле, не знаеш ти да ми е мене. Патики 1200 денари, што направи да ма јавам патики 1200 денари, на пазар ќе брајчена за 900 ги има. Иначе да си купив Note 10 Plus, доколку сакате ревју, тогаш лајкнете го видео и коментирајте сакам ревју. Третата група на Инстаграм корисници која ќе ви ја споменеме, ви се инфлуенсери. Сега што е тоа инфлуенсери? Инфлуенсерите се инфлуенсери. Тие прават... Ствари, јас не знам што прават. Онити су ствари селебрити, популарни. Некои од нив изработуваат пари од Инстаграм, тоа им е работа. Сега кога сме кај инфлуенсерите, тие имаат многу фоловери и буквално ти наглава да застанеш, они не би ти вратиле follow back. Ма искрши си овака глата, ма вниси одзи, ако сакаш нема follow back да добиеш од нив. Со исклучоци ги има ретки од оние кои враќаат follow back. Кога сме кај инфлуенсерите, па би ги поделил на две подгрупи. Има од оние кои ставаат смешни работи на Инстаграм, хумор, вести. Има оние кои буквално кога се заљубени, клаваат љубовни статуси, изгледа се нивниот цел живот заљубени. Ти и јас сме света 2. Пост. Изопачениот мојот профил. Во 10 минути 800 лајкови. Која инспирација ја имам.
И оние кои се промовираат самите себе, кои прават свој контент, буквално глумат, се прават смешни, не знам шо, слики нивни, курци палци видеа. Ме сваќате што сакам да кажам. Се доколку некој инфлуенсер го гледа видео, ајде да видам тука, коментирате долу да видам колку ви има инфлуенсери или тие што мислите дека сте инфлуенсери и пишете не ти јадиш гомна, ние не сме такви, да ни пушиш куро, ти се посериме в уста, да ти цапа точак. И така натаму, знам дека излегува многу подгрупи, не само две. Четврта врста на Инстаграм корисници или на инстаграмџи, вие оние кои буквално им е важно на Инстаграм да изгледа многу добро нивната слика и да биде многу лајкнувана. Па ставаат и фотошоп, малку маски, филтери, курци, палци, разни срања. Реално, кој не ставаме, сите ставаме со одредена мера, но има некои што тоа го прават премногу. Газот да ми се види. Чекай малку да го понапумпам газето. Не, ова не е газенце, ова е газ. Не, газиште. Мора да се види. Чекай малку цицките. Да ти го... Ај не велам ништо. И како петта и последна група на Инстаграм корисници или инстаграмџи ги имаме оние кои буквално сакаат да станат славни преку славни. И кога ќе излезе нешто ново или не мора да е ново, тие го земаат нивниот телефон, си се снимаат као демек нешто прават и ги тагнуваат славните личности кои треба да ги споделат и со тоа тие да добијат фоловери и текнуваат. Па ќе ги напрчат муцките, ќе се дотераат, ќе се направат важни. После утре братко тие кои видиш незе да шета мафта и свири и викај колку сакаш, таа глава не ти врти тебе, ја шернал незе кун или бон. Она знае, јас сум фрик, парите у плик, не го дирај мојот клик, Леле, колку сум уба испадната. Чекай сега ќе го тагнам кун. Ќе го тагнам и бон, ќе ме споделат, леле. Ма ќе тагнам и два бона, двајцата. Шер. Ме тагна, ме сподели, ме тагна. Доколку вие знаете некои такви ве нервираат, некои такви луѓе или не ве нервираат, па ги сакате, ајде тука да видам колку ве има, пишете во коментар долу и лајкнете го видеото да знам колку ве има. А ние тука полека ќе завршиме со ова видео, тоа беше тоа, јас се надам дека ви се допадна ова видео, дека вие ќе оставите лајк и сабскрајб, ќе го притиснете звончето за нотификации, ќе ме заследите на Инстаграм Стефан Благадов се сите Сомали, на TikTok обавезно, ако речам кој не ме заследи педер, ќе излезе дека го копирам 100 стоки. Така да не ќе речем кој не ме заследи, лесбека. А ние си гледаме во ново видео, а ти ела па види го. Peace out и еби га!